Добре дојдовте во економскиот блок на вестите. Јас сум Весна Дамчевска, денешниот мој соговорник е Игор Герасов, подпредседател на Сојузот на синдикатите на Македонија, воено председател на Синдикатот за индустрија, енергетика и рударство и одговорен за компаниите во слободните зони, условно како што ги кажуваме во ТИРКС. Темата со социјалниот диалог продолжува да станува жешка тема во државата. Околу платите во јавниот сектор би кажале дека се најде некој компромис, се заокружи прашањето со оние 11.000 за кои што немаше грански договор, се договори некакво зголемување на тие плати, меѓутоа вие токму еве сте кон приватниот сектор насочени. Што со приватниот сектор, како таму да се зголемат платите? Добар ден и од мене, фала на поканата. Па добро, јавниот сектор и од приватниот сектор се на две различни страни, можам слободно да кажам. Ние како синдикат во приватниот сектор, како што кажавте вие, Синдикат за индустрија, енергетика и рударство, на ниво на работодавач можам да се пофалиме дека имаме подпишано колективни договори и тие колективни договори некои се со важност 2 до 3 или до 4 години и со анекс на колективните договори за преговарање што најмногу ги интересира работниците покрај и другите права и обврски од колективните договори за покачување на нивните плати. Ние секојдневно сме на терен помеѓу нашите членови, разговараме, даваме допринос и ги оплеменуваме тие колективни договори и со наше активно присуство, со наше активно барање према работодавачите со оглед на ситуацијата, како што кажавте, дека и покрај тоа што раснат платите во јавниот сектор, ние како приватен сектор, ако земеме во предвид дека во јавниот сектор работат, да ги речеме, јавна администрација вкупен број околу 130.000 вработени, остануваат некаде околу 550.000 вработени што се активно вработени во приватниот сектор. И мислиме дека со наш допринос, со наш притисок према тие работодавачи треба да допринесеме да се зголемат платите и на овие наши колеги за да можат да го испорачат ова покачување на јавната администрација да биде економско одржливо. Јас ќе почнам од она крајно што го решивте како крајно решение. Вие имате утре еден протест со блокади закажан пред собранието, потоа има и пред организација на работодавачи и стопанските комори. Меѓутоа, ако се тоа не успее, рековте ќе има генерален штрајк и во приватен сектор. За такво нешто јас не паметам дека се случило во Македонија и не знам воопшто дали имало некаде генерален штрајк во приватен сектор. Па затоа ќе кажам, дали мислите дека не е ова преамбициозно, како ќе ги заштитите работниците и како ќе ги убедите тие да штрекуваат? Па добро, за све има прв пат. Еве ние како Сојуз на синдикати на Македонија во изминатиот период, не зборувам сега за овие 1 или 2 години, за уназад можам слободно да кажам околу 7 до 8 години сме активни на терен. Што значи тоа активни на терен? Дека ние организиравме многу генерални протести и штрајкови во право сте дека до сега во приватниот сектор немало, но мислиме дека еве ние како представници на овие вработени во приватниот сектор дека е дојдено времето за таков генерален протест или штрајк, бидејќи за пошироката јавност да знае дека секогаш во јавноста се споменуваат колективни договори, општи колективни договори, така натаму колективни договори на гранка на работодавач. Еве да ви кажам дека општиот колективен договор за стопанство не е подпишан, не е продолжен веќе 13-14 години, што значи тоа е еден голем период. Ние секојдневно во разговор со тие работодавци, со представници на компаниите, со организацијата на работодавачи, со бизнис комора на Македонија, секојдневно сме во комуникација и се обидуваме да најдеме заеднички јазик да го продолжиме тој колективен договор, но за волја на вистината од нивна страна не идуваме на слух. Они во неофицијални разговори па и полуофицијални, да кажам, се произнесуваат по тие точки на општиот колективен договор дека они бараат да се намали
да се намалат нашите бенефиции што ги имаме договорено пред 13 години, а не пак да зголемиме такво нешто. Еве ќе упатам една јавна порака од тука од вашата емисија дека и они се свесни дека се помалце квалитетна, квалификувана работна сила во нашата земја си заминува од нашата држава, дека одат квалификувани работници работат како келнери, како бармени во западноевропските земји и потоа искачаат на телевизија и даваат изјави дека самите работодавачи не можат да најдат квалификувани работници. Во овие професии каде што ние работиме, каде што ги застапуваме работниците, не е така едноставно да вработиш некој човек и да почне да работи на таа машина или во процес каде што се произведува. Од тука доаѓаме до заклучок дека е дојдено времето и работодавачите во Македонија да не глумат, слободно можам да кажам, големи газди, да излезат, да седнат со нас, да се договориме за тој општ колективен договор, да си подадеме рака, а се со бенефит и за доброто на работниците, а и за доброто на компаниите, ако сака да продолжат да работат во нашата држава. Сето друго што ќе произлезе од ова, ако не се договориме, све ќе биде во штета и на самата компанија, а и на нас како работници, а воглавно ќе се одрази и на државата, бидејќи тие работници сега слободно можат да мигрираат во западноевропските земји и таму имаат квоти за увоз од нашите земји и едноставно секој се бори за подобар живот и одлучуваат, еве, ако е точен тој податок, а верувам дека е точен, секоја година по 10.000 работници од Македонија заминуваат во западноевропските земји. Кои се меканизмите со кои што располагате за да заштитите еден работник кој што ќе одлучи на дента на генералниот штрајк ако се случи да не работи? Добро, ние тоа го најавивме како генерален штрајк. Како што знаете, утре во утрешниот ден ќе има протести пред Собранието, а на 14 февруари, значи за 2 дена, ќе протестираме пред Организацијата на работодавачи и пред Стопанската комора. Се уште немаме донесена одлука како ќе се одвива тој генерален штрајк, но нормално ние како представници на работниците ќе ги запазиме сите правни норми за да не бидат оштетени нашите вработени. Сега во слободна дискусија можам да кажам дека во размислување сме можеме да го направиме тој протест како изминатиот пат посем работното време, за да не може некој работник да биде обструиран од страна на работодавецот да не дојде да не поддржи во нашите барања. Добро, тоа сепак е протест, значи не е штрајк. Тој процес, да, се уште не е разговарано на највисоките тела, ќе видиме како ќе се одвива. Се префрламе тогаш на утрешниот ден, најавивте блокадата е фактички пред Собранието на 2 улици кои што ќе оневозможат да дојдат пратениците нели со возило и да се паркираат пред Собранието. Меѓутоа, дали нема да настане хаос во околните улички, дали ќе се постигне целта? Ќе видиме утре како ќе биде, ама мислам дека ние како синдикати мораме да правиме притисок врз тие пратеници, бидејќи пратениците го представуваат целокупното население. На крајот денот ние сме ги гласале за да се изборат во тоа собрание за бенефит и на обичниот човек, на работникот и така натаму. Со овој протест сакаме да покажеме дека да видат и тие пратеници што доаѓаат, како што рековте, со нивните возила пред Собранието и барем еден ден да се осетат како обичниот работник што доаѓа на работното место. Дали ќе предизвика некој хаос на околните паркинзи, ќе се потрудиме да не биде така како што кажавте вие во најавата и еве еден апел до сите граѓани на Скопје и сите што доаѓаат во централното градско подрачје да ги користат споредните улици подалеку од Собранието за да не настане некој сообраќаен хаос, а верувам дека ќе имаме разбирање од сите засегнати страни зашто сме пред Собранието. Очекувате ли дека предлогот ќе се стави на маса во законско решение пред пратениците? Вие засега можете само предлог за зголемување на минимална плата да дадете со собирање на 10.000 потписи, веќе станувате нели партнер
кој што може и да поднесе закон. Меѓутоа, очекувате ли, особено со оглед на изјавите на премиерот Мицкоски по зголемувањето, по тоа што подаде рака за зголемување на платите во јавниот сектор, а кое е поврзано со раст на минимална плата, очекувате ли било какво реално помакнување, освен од законското зголемување, затоа што тоа би ги зголемило многу платите сега во јавниот сектор. Ако се зголемат 6.000 денари, би требало и сите нивни 6.000 денари на овие 11.000 административци плюс 8%. Видете, вие убаво го поставивте прашањето, ова е некој магичен круг околу минималната плата, покачувањето во јавен сектор, приватен сектор и така натаму и така натаму. Во претходното излагање на ССМ и на сите тие пресконференции, ние кажавме дека општо животот во Македонија е тежок за обичниот работник. Значи, треба да се има емпатија према тие работници кои што се на минималец, како што излегува и од Стопанската комора, мислам дека и од Бизнес конфедерација со некои изјави, дека тие компании се микрокомпанија или компанија човек што се осигурани, односно што се пријавени на минималец. Ја верувам дека тие работници што сами за себе си плаќаат придонеси, дека тие се мал број на вработени и дека тие може да го поднесат во нивниот бизнис тоа финансиско оптеретување. Дали ќе се одрази на буџетот, како што рековте, дали ќе може финансиски, економски оправданост да има за овие работници од јавниот сектор, тоа треба да направи математика владата, но ние како што имавме од ССМ некои пресметки и наши калкулации и математики, дека на годишно ниво со зголемување само на минималецот на 100 евра, односно 6.000 денари во изминатите наши барања, како што баравме, сега е веќе на 600 евра, дека државата по основ на придонеси ќе собере 120 милиона евра годишно. Сега јас не сум економиста, нас работа ни е како синдикалец да бараме подобри услови за вработените, поголеми плати и да им кажеме на тие претпоставени, дали се работодавачи, дали се премиери, министри и така натаму, дека обичниот македонски народ живее тешко. Они ги имаат механизмите, кај нив е буџетот, кај нив се парите, они нека одлучат дали македонскиот народ ќе живее најмизерно во Западен Балкан, за Европа да не збориме, еве сега гледаме на порталиве во изминативе денови дека излегуваат некои владени представници дека индексот на платите во Македонија во однос на цената дека не е така лошо, дека розово се живее. Тоа се гледа кај обичниот народ кој ќе го прашате во маркет кој ќе влезе со 1000 денари, со 2000 денари колку може да си приушти, да си купи. Не ќеме да се враќаме во времето во 90-тите кога работевме за, да не кажам за колку плата. Баш поради тоа луѓето се заменуваат. Секој сака да живее комфортно, да го однесе своето дете во кино, во театар, еднаш месечно на ручек, а мимо овие работи што ви кажав, и вие знаете, го пратите економскиот сектор во ССМ со минималната синдикална кошничка, дека таму нашите реални ставки не се за некој луксус за работникот. Тие се обични барања, односно обични ставки во кошничката, каде што може човекот секојдневно да преживее. Во четврток одите пред работодавачите, значи, нивните аргументи се, нели, дека не може адхок да се зголемуваат платите, дека треба да ја следат продуктивноста и уште нешто, дека никаде во регионот нема толкаво отпреварување на платите во однос на придонеси и данок кога вкупно ќе се пресмета. Колку нивните аргументи, значи, сметате дека се во ред, односно колку вашите аргументи се посилни од нивните? Ја ќе се вратам 4 години или 3 години во минатото, кога минималната плата беше 15.000 денари и кога се зголеми на 18.000 денари. Значи, тогаш работодавачите, јас бев присутен на тој економски и социјален совет, и вице-премиерот за економски прашања беа против нас. Дури
представниците од власта ја напуштија седницата, па едно време им текна дека се домаќини, па се вратија. Значи, можам да кажам дека и тогаш во наводници плачаа дека ќе се затворат компаниите, дека нема економска исплатливост, па еве гледаме дека и според наши анализи, според анализи на државата, дека на секоја една компанија затворена се отвараат 2 нови компании. Значи тоа од таа економска гледна точка дека наше мислење дека не е оправдано. Дали секторски ќе се земе, дали во некои компании како што се текстилниот сектор, каде што се најниско рангирани, односно најниско платени работниците, тоа таму има представници од комората, представници од синдикатот, треба да седнеме и да видиме на реални услови како ќе го оптерети тој бизнес. И ние како синдикати не можеме да кажеме дека ќе идеме со глава во зид да се затворат некои компании, но ако ги видиме параметрите на нашите компании, односно од онаму каде ја што доаѓам, например, од индустријата, енергетиката и рударството, кога ќе видиме дека и покрај тоа што сме на удар и од Европска унија за челичните квоти, кризата во Украина се одразува за металниот сектор, нашите компании имаат работа и остваруваат профит. Само во рударскиот сектор за изминатата година чист профит компаниите кои се концесионери во оваа држава пријавиле нето добивка околу 260 милиона евра. Значи компаниите работат рентабилно. Дали они и зашто не сакаат да ги зголемат минималните плати, за тоа донесовме одлука како најголем синдикат во државата дека во четврток излеземе пред Организација на работодавачи и пред Бизнис конфедерација на Македонија и директно ќе ги упатиме нашите барања према нив. Зашто не седнуваат на маса изминатите 14 години да се потпише општиот колективен договор? Зашто бараат да се намалат правата на работниците? Од тој општ колективен договор се поставуваат услови ние да подклекнеме, но додека кога синдикатот се изборил за едно право поголемо од она што го офаќа Законот за работни односи, ние верувајте дека никогаш како барем ова раководство нема да се откажеме од тие права. И Законот за работни односи ќе го земеме за пример. Тој Закон за работни односи се преговара и се договара од 2006, еве вие, значи веќе 10 години. Државата не најде за слух и тие ресорни министерства да излезат со предлог закон. Имаме ние доставено наши барања, наши мислења, еден податок за општата јавност. Таму во стариот закон, односно тој е стар, нов, уште е важечки, дека работодавачот може ново вработениот работник да го држи на работа 5 години на определено работно време. Наше барање како сојуз на синдикати максимум да биде 1 година. Самиот работодавач може да утврди тој работник дали е за него или не е за него за 3 до 6 месеци, да бидеме реални. Што се случува тука? Во некои компании каде што не се синдикално застапени, самите работодавачи ги држат работниците на определено време 5 години пред истекот на работното, односно на договорот на 5 години кој ќе наврши. Самиот работодавач му дава ново решение на друго работно место, таму не може никој да го контролира, нема синдикалец, државен инспекторат за труд, не верувам дека оди во тие компании да види дали се оштетени нашите работници. И еве апел да упатам за тие компании и ние едноставно кога ќе бидеме вака медиумски покриени од ваша страна, стално упатуваме апели тие вработени луѓе, работници, наши колеги, пријатели, да се приклучат во синдикатот едноставно за да може да седнат на таа маса да видат како што прават менаџерите со нивните уговори. А верувајте, онаму каде што нема синдикат, во Сојуз на синдикати на Македонија имаме ние дигитална алатка, пријави твои кршење на права и така натаму, 90% од луѓето што се јавуваат се не синдикално организирани. Значи тоа е еден показател, индекс дека работниците во Македонија од страна на тие собственици газди на компаниите се малтретираат на нивните работни места. Се плашат, мислите, да се синдикално организираат? Па мислам да. Или некоја летаргија? Мислам да, летаргијата веќе помина, се плашат, еве се родија нови генерации, еве се сменија структурите и во раководствата на синдикалните организации, на синдикатите и така натаму. Ние секојдневно сме присутни на медиумите. Еве ја од мој личен аспект ќе кажам, ја доаѓам од приватна компанија, 22 години работам во таа компанија, синдикално организирани, нема никаков страх
кажав, не може едноставно работодавачот да му наштети на синдикалецот. И покрај тоа, самиот представник на синдикатот, председателот, телата, органите, представниците за безбедност при работа, по законот за работни односи се заштитени. Не може работодавачот утре да му нареди дека ти не можеш да биде синдикалец, дека тебе ќе те отстранам од работа и така натаму и така натаму. Значи еве уште еден апел, упатувам, ги охрабрувам тие работници да се организираат. Ние ги организираме колку можеме, понатаму во разговорот сигурно ќе имаме и дискусија за некои компании што се од странските инвестиции што така помпезно се кажуваат во нашата држава. И ќе им кажам на тие вработени дека нема ништо страшно во подобро е да се синдикално организирани него да не се. Во секоја организација која членуваат само бенефит може да има. Први да преминеме на странските компании, уште едно вака подпрашање за синдикатот на индустрија, рударство и енергетика, меѓутоа за секторот, не толку за синдикатот. Кои проблеми таму ги воочувате? Па добро, нашата бранша, нашиот сектор е голем. Голем е многу, затоа тука ги опфаќаме, како што рековте, индустријата, енергијата, рударството и металниот сектор. Тие се големи компании. Ние во тие компании имаме, можам да кажам слободно, во 90% од компаниите сме синдикално организирани, имаме некаде околу 8000 членови, што не е така мала бројка во тие компании. Кои се проблемите? Специфично е, знаете, во една компанија, ако збориме за метален сектор, се едни проблеми, услови на работно место, специфични машини, обезбедување на услови за работа, додека рударството е малце покомплицирано, повеќе посветуваме внимание на нашите вработени кои влегуваат во јама да се заштитени, безбедни да се вратат на работа. Во енергетскиот сектор нормално да се исто така да се заштитени, се соочуваат со големи предизвици на работата. Имаме ние представници за заштита при работа, БЗР, како што кажуваме, представници од синдикатот, и тие работници слободно можат да ги обиколат нивните колеги и да прашаат доколку се осеќа небезбедно на работа, да интервенира кај менеджерот за да се подобрат условите. Така да ова е голема тема и секојдневно нашите представници, нашите председатели на синдикални организации професионално во некои компании можам да кажам дека ги обавуваат нивните обврски и секојдневно се работи за подобрување на условите на нашите вработени. Пак ќе кажам, во тие компании каде што имаме синдикат, каде што имаме представници, верувајте дека се применуваат и законите и законот се применува, додека онаму каде што не сме синдикално организирани не можеме да влијаеме. Во технолошко-индустријско развојните зони немам некој најнов податок, не е ни соопштен, меѓутоа последни се дека работат околу 18.000 работници, мислам дека некаде е релевантен и за сега. Тоа е огромна една бројка. Кога зборуваме за тие зони, обично мислиме на странските компании и се префрламе на подрачјето од каде што доаѓаат и се тоа така изгледа розово, меѓутоа дали и своите синдикални, да кажам, права и синдикални можности организации си ги пренесуваат и во пракса на овде на терен. Што вие забележувате? Па видете, тие, како што кажавте, економски технолошки зони, тие ги нарекува слободни економски технолошки зони. Од овие 4 збора само сите зборови се окей, само слободни не се. Бидејќи тие беа слободни во однос на ослободувањето. Да, во однос на даношните и ослободувања и државната помош што се уште не знаеме како се дава на тие компании за да бидат присутни во нашата земја. Значи пак ќе кажам, тие се све само не се слободни од аспект на организирање на бидејќи темата е синдикално организирање на тие работници. Бидејќи ние, ако отидете на терен, дека тие зони се оградени со жичана ограда, со капија, така натаму. И покрај тие бариери, ние како СИЕР можам да се пофалам дека во Скопје, во зоната Бунарџик, први сме организирале синдикат во фирмата Кемет Electronics и ова е за поздрав. И бенефит од тој синдикат што го формиравме во Кемет е дека
компанијата работела со проблем околу организирање на работниците, работни места, така натаму и така натаму. Се делеле коефициенти на исти работни места, различни коефициенти, што се ствара револт помеѓу работниците. Откако го формиравме синдикатот, ги направивме структурите, избравме председател и подпишавме колективен договор. Значи, ние сме први што подпишавме колективен договор о слободна економската зона, што значи дека е голем успех, но, пак ќе кажам, од 18.000 вработени ние сме успеле да организираме, имаме синдикална организација исто во Штип, економската зона Адиен Штип, имаме организирано некаде околу 650-700 вработени. Тоа не е ни 2 колку проценти ќе 3% од вработените. Што е минимум, но пак ќе кажам дека се соочуваме со големи проблеми, ние едноставно не можеме да влеземе во тие компании, не можеме да агитираме, да се представиме кои сме, што сме, зашто сме тука, наидуваме препреки од менаџментот на тие компании. А работниците се жалат во корелација се со овој синдикат, каде што ви кажав, си ги кажуваат работните места, кои на каква позиција, со што проблеми се наоѓа во работниот процес. И самите работници се свесни дека треба да формираат синдикат, но, како што кажавте во претходното излагање, дека малце се исплашени околу таа работа. И веројатно менаџментот е овдешен, а тамошниот колку е запознат со тоа? Па да, еве, видете, во Законот за работни односи, доколку смениме ставот, односно членот што е 5 години на определено работно време, доколку работниците имаат решение за неопределено време, тој можеме да формираме синдикат. Што се случува? Ние сме покушали во други компании, едноставно менаџерот кој ќе разбере дека сме таргетирале некој лице дека ќе биде председател на синдиката или го избрале, они едноставно не му го продолжуваат договорот за вработување. Тие договори за вработување се месец за месец работниците ги подпишуваат. Ја имам една моја изјава дека ова не е пилјара, некој вработен да не ги подцениме тие што работат и на пазарите и на пилјарите, дојди денеска има работа. Има во големи компании во тие економски зони со 5-6 илјади вработени, им кажуваат луѓето на телефон не можат одмор да искористат. Дојди денеска, врати се утре, денеска нема работа. Знаете како на повик, значи ние тука бараме да се искристализираат тие работници и платите што ги земаат барем достоинствено да може да ја потроши кога е слободен. Он денес како знае дека е втора смена на работа, работодавецот, односно некој менаџер ќе му се јави, денеска не доаѓа на работа, ќе дојдеш утре или така натаму. И после тие денови им ги цепкат, им ги земат од годишни одмори. Тој човек не може ни да планира годишен одмор да отиде. Едноставно тука е еден магичен круг и врз основа на ова се одразува и квалитетот на животот на самиот работник. И тука се големите проблеми и разочарувањата кај обичниот работник. И тоа треба не оваа влада, и сите влади во минатиот период да го сватат. Да кажат, да, свесни сме за тоа, дај да видиме да го решиме заеднички овој проблем, бидејќи е проблем. Никој не си оди од државата ако му е убаво државата. Ако не му е убаво, нормално ќе си отиде. Така да, ова е малце покомплексен период, односно проблем. Еве како што читав денеска изјава на министерот за Минчев, министер за јавна администрација, и самиот кажува дека буџетот не може да ги издржи овие вработувања, дека има превработеност и дека така натаму и така натаму. Додека во јавниот сектор, во приватниот сектор има позиции каде што немаме работници. Еве дозволиле 10.000 дозволи за странски работници. Значи, ние сега ќе се доведеме во ситуација во нашите компании, дали е Скопска железарница, дали е Металски завод Тито, да работат некои трети лица што не знаеме врз која основа се дојдене овде. Пак што кажав дека тие професии, тие работни места се специфични, не може само како фигура, како физикус да го донесеме човекот. Ова е поголем проблем што мислам дека владата ќе се соочи во наредниот период. Не се само платите како приоритет, точно, за квалитетен стандард и се, но има и други пропратни елементи што го оптеретуваат обичниот работник, каде што не може достоинствено да живее. Герасов, ви благодарам на овој разговор.
На граѓаните им повторувам уште еднаш дека околу 9 часот, од 9 часот па натаму ќе бидат блокирани раскрсниците околу собранието. Оние кои што сакаат граѓани можат и да се приклучат на блокадата и на протестот, а другите кои што ќе заминат на работа да ги избегнуваат овие раскрсници во тоа време. Ви благодарам што бевте и денес дел од Слободен печат. Благодарам на покана.